Децата сакаат да бидат слушнати без осуда од родителите, училиштето, општеството. Потребни се разговори, градење однос на доверба без никакви притисоци, системски промени и поддршка, порачуваат психолозите по објавувањето на годишниот извештај на СОС линијата Ало Бушавко, кој покажува дека менталното здравје е најчестата причина за јавување. Оваа појава не е нешто што се случува одеднаш и изолирано, туку се јавува многу порано, посочува Александра Милевска, дипломиран психолог и семеен и системски советник. Овие бројки на деца кои размислувале да си го одземат животот или направиле обид за да си го одземат, не представува само индивидуален проблем на детето, туку еден поширок семеен и општествен проблем. И оваа појава не е нешто што се случува одеднаш и изолирано, туку се јавува многу порано, изборува за притисоците, очекувањето, чувството на осаменост, прекината комуникација, намалено чувство на припадност и емоционална безбедност во системите околу детето, дома, на училиште, меѓу врсниците и самото општество. Знаете, децата денес раснат во се поголема изложеност на информации, притисоци за успех, споредби, социјални мрежи, а во се помал простор на вистинска емоционална поврзаност. И имаме деца кои често се видени низ призма на оценки, постигнувања, резултати, а однесувања се помалку низ нивната внатрешна состојба. А младите не сакаат да бидат само слушнати, туку да бидат слушнати без осуда од некој што ќе покаже интерес за тоа како вистински се чувствуваат тие самите. Ние често брзаме, како возрастни, често брзаме со решенија и совети, но она што и вистински им е потребно на младите и децата да бидат слушнати со разбирање, каде што ќе имаат простор и некој што ќе биде присутен без да ја минимизира нивната болка. И во училиштата е важно покрај академскиот успех да се обрне внимание и на менталното здравје, затоа што оваа тема не треба да биде актуелна само кога ќе се случи некоја трагедија. Туку да се зборува за справување со стрес, врсничкото насилство, барање на помош многу порано. Ние како општество реагираме кога ќе се случи трагедија, кога ќе се случи нешто лошо, но вистинските промени започнуваат многу порано дома, низ разговори во создавање на емоционално безбедна средина каде што детето ќе се чувствува прифатено од своите родители пред се. Важно е да се напомене и дека превенцијата не значи само спречување на нешто лошо да се случи, туку создавање на односи во кои младите и децата ќе чувствуваат дека не мора сами да ја носат својата болка. Во рамките на проектот Заедници со интегритет, имплементиран од Националниот демократски институт, поддржан од владите на Швајцарија и Кралство Шведска, се одржа последната стручна обука од овој циклус на тема Регистар на ризици. На обуката присуствуваа представници на општината и Советот, а на посочената тема презентираше Александра Чавдаревска, раководител на одделение во Државната комисија за спречување корупција. Целта на оваа обука е зајакнување на капацитетите на државните службеници за системско идентификување, проценка и управување со ризици од корупција, запознавање со законската и институционалната рамка, како и унапредување на свеста и културата на интегритетот во општината, преку подобро разбирање на концептот ризик од корупција. Советот на општина Куманово утре ќе одржи редовна седница на која според објавениот дневен ред советниците ќе разгледуваат 10 точки. Ќе се дискутира за предлог одлуката за давање на користење без надомест на недвижен имот во сопственост на општина Куманово на Сдруженијето на граѓани Доверба, предлог одлука за усвојување на извештајот елаборат за проценета висина на штети од природни непогоди и други несреќи на територијата на општината во текот на 2025 година, а ќе биде разгледан и општински енергетски план за 2027 година. Останатиот дел од точките се однесуваат на дополнување на управните и надзорните одбори во јавните претпријатија. Седницата е со директен пренос на програмата на Телевизија Плюс со почеток во 10 часот.
Започна целосна реконструкција на улицата Байрам Шабани, според објавата на градоначалникот Максим Димитриевски. Во тек се активности за поставување на бетонски рабници и изградба на нови тротоари, пошто ќе следува асфалтирање на улицата. Претходно успешно е завршена изградбата на атмосферска канализација во должина од повеќе од 800 метри. Средствата за реализација на овој проект општина Куманово ги обезбеди преку вториот владин повик од унгарскиот кредит. Фондацијата за култура и спорт е отворена за соработка со сите заинтересирани за збогатување на културниот живот во Куманово, истакна на последната седница на Советот на општината веде директорката Сања Давидовиќ. Презентирајќи го годишниот извештај за настани и манифестации на фондацијата, 2025 година беше оценета како успешна. Основна програмска димензија на фондацијата е исполнување на интенцијата на незиниот основач, а тоа значи реализација на програмски содржини од културата и спортот, за кои што локалната самоуправа обезбедува стратешка и финансиска поддршка. Во текот на целата година фондацијата покрај бројни настани предвидени по програмата работеше на реализација како логистичка и техничка поддршка на голем број на настани и манифестации, кои што се поголемиот број од нив се одржава во просториите на Занечискиот дом, па каде што се наоѓа и седиштето на Фондацијата за култура. Со воведување на јавниот повик, фондацијата по пад на делегирање надлежности беше носител на голем број на настани и манифестации, а до тоа доаѓаше кога голем број на тие организации се важат за традиционални, но нивните организатори не можат, немале уредна апликација на јавниот повик, па тогаш локалната самоуправа по основа на делегирање надлежности им ги делегираше на фондацијата. Пред вас сигурно го имате извештајот за настани и манифестации. Можете да видите и сте виделе дека се подетално образложени сите оние настани, програмски содржини од областа на културата кои што се реализирале во изминатата 2025 година. Тоа се програмски содржини кои што се реализирани и организирани, се одржале според на финансиска рамка, односно финансиски средства каде што на фондацијата и ги доделува, односно и ги одобрува Комисијата за култура, а Советот на општина Куманово ги има изгласано. 2025 година беше успешна и плодна година за фондацијата. Се надам дека така ќе биде и 2026 година. Фондацијата е расположена и отворена за соработка за сите кои што имаат нови предлози и идеи за збогатување на културата во Куманово. Може да дојдат во фондацијата да се договориме за идна соработка и за зголемување и на програмата на фондацијата и за општината. Само сакам да изразам благодарност до вас и вашиот тим. Знам дека сте само тројца што го работите ова и навистина бидејќи одам често на овие настани што се организирани, го гледам вашиот труд и се приметува вашата ангажираност. Тоа е секако за пофалба. Секако дека имате многу бројни настани кои што се одвиваат генерално преку ден, но имате и такви што се одржуваат и навечер, имате што се одржуваат преку викенди, имате и настани кои траат и повеќе денови. Така да, навистина, вие код тројца сте добар тим, секојаш сте расположени, секојаш сте на располагање на тие што организираат или што учествуваат во самите настани. И тоа, искрено ви упатувам поддршка и ви честитам за тоа, бидејќи знам дека треба и многу енергија и одвоено време и нерви пред се за такво нешто, например, затоа што еден од оние што ми се допаѓа од настани е интернационалната ликовна колонија, која што веќе трае пола век, и вие работите заедно со музеј, Националната установа музеј Куманово, каде што и они исто така се затапени и заеднички со нив соработувате добро, бидејќи одам на тие настани секое лето. Минатата година, сега 25-та, беше во етно село Тимчевски. Имавте гости од разни држави, имаше од Бугарија, од Србија, од Романија, од Турција претходна година имаше. Така да, вие постојано сте таму, значи заедно и со колегите што се ваши од музејот и едноставно мислам дека скоро 24 часа поминувате со тие луѓе, сте им достапни за било каква нивна потреба, дали материјали им затребало или било што. Така да секако тоа е надвор од вашите од времето кое е нормално за работа, односно нормално работно време од 8 часа.
Ученичката заедница на гимназијата Гоце Делчев Куманово е официјален победник и добитник на престижното признание најгласни за најактивно ученичко учество во државата, објави училиштето. Во конкуренција на средни училишта од цела Македонија, нашите ученици докажаа дека младите не се само дел од училиштето, туку можат активно да го менуваат и подобруваат. Оваа награда е круна на нивната посветеност, иницијатива и креативност. Нашите гимназијалци покажаа што значи вистинска младешка енергија и поставија пример за сите средношколци во земјата, пишува во објавата на гимназијата Гоце Делчев. Регионалниот центар за управување со кризи известува дека утре во периодот од 8 часот и 30 минути до 14 часот и 30 минути без струја ќе останат делови од улиците Радко Митровиќ, Михајло Пупин, Благоја Думановски, Ѓорче Петров и Бранко Радичевиќ. Планиран прекин е најавен и за 29 мај, кога од 9 до 11 часот без електрична енергија ќе бидат корисниците во селото Винце. Во сабота ќе биде отворен првиот автопазар во Куманово, најави јавното претпријатие Пазаришта. Автопазарот ќе работи секоја сабота во периодот од 7 до 15 часот во Долно Којнаре, а ќе биде со капацитет од 200 до 300 возила. Јавното претпријатие Чистота и зеленило наредните 3 дена ќе спроведе акција за одлагање на кабаст отпад. На 3 локации ќе се постават контейнери за кабаст отпад. Пред основното училиште Толи Зордумис, во дворот на основното училиште Христијан Карпош во населбата Иго Тричковиќ и на улицата Тоде Думба кај Кошеви. Собирањето на кабастиот отпад ќе отпочне утре во 12 часот и ќе трае до 24 мај до 12 часот. Севкупен победник на Купот на Македонија за сениори и сениорки 2026 е атлетскиот клуб Куманово со вкупно 1030 бодови. Купот се одржа изминатиот викенд на националната арена Тодор Проевски во Скопје. Во машка конкуренција најуспешен беше атлетски клуб Куманово со 666 бодови пред клубовите 7 мај и Делта. Во женска конкуренција првото место го освои клубот Олимп со 367 бодови пред атлетски клуб Куманово со 364 бодови. Атлетски клуб Куманово е единствен клуб кој во последниве 6 години во континуитет и машката и женската екипа е на пиедесталот, односно меѓу првите 3 екипи. Клубот е во состав исклучиво со кумановски атлетичари, информираат надлежните. На 24 мај се одбележува денот на сесловенските просветители светите браќа Кирил и Методи, кој годинава е во недела, согласно законот за празници и програмата за неработни денови. Понеделник 25 мај ќе биде неработен ден за сите граѓани во Македонија. Следните неработни денови се 27 мај, кога припадниците од муслиманска вероисповед го одбележуваат Курбан Бајрам, како и 29 мај кој ќе биде неработен ден за православните верници по повод празникот Духовден.